Деновиве на својата 103-та седница Собранието на Република Македонија меѓу другите точки расправаше и за годишниот извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата на човековите слободи и права за 2015 година. Пратеничката Благица Ласовска, осврнувајќи се по извештајот, во своето обраќање даде неколку забелешки кои се однесуваат на справувањето со мигрантската криза, за почитувањето на презумпцијата на невиност на прислушуваните лица, како и за забелешките на народниот правобранител за образованието, особено за учество на деца во протести. Ви пренесуваме дел од нејзиниот одговор. Првата моја реакција, почитуван господине Мемети, е за мигрантската криза. Мислам дека имате погрешна и нецелосно утврдена фактичка состојба. Затоа што цела Европа падна на испитот околу мигрантската криза. Сега ние и јавноста не знае кого да слуша. Дали да го чита извештајот, вашиот извештај, па и ние како пратеници, или да ги слушаме Центарот за управување со кризи, господјата Салиу, која што постојано не известуваше од терен дека добро се одвива превземањето од Идомени. Конкретно, еве ако правиме споредба помеѓу Идомени и Македонија, во Идомени целата грижа за мигрантите, ако правиме споредба помеѓу европска земја и Република Македонија, Грција е европска земја. Мигрантите доаѓаа од европска земја во нашата држава. Во Грција, во Идомени, за мигрантите се грижа само Црвен крст, Доктори без граници и некои невладини организации. Јас малку истражував, дури и невладините организации во Грција признаваат дека Република Македонија подобро се грижи за мигрантите отколку нивната држава. И тука апсолутно не се согласувам со вашето тврдење дека ние сме како држава биле неподготвени за мигрантската криза. Кога самата Европа се стресе, значи падна на испитот во врска со мигрантската криза. Спомна и нашите колеги, почитуван господине Мемети. Значи и Фронтекс, и сите европски политичари кои што доаѓаа, и се уште доаѓаат, мигрантската криза не е завршена, за жал. Велат дека Македонија, ова мало парче земја, согласно ресурсите што ги има, а од Европа имаме 0 денари, се справува максимално добро. И тука не можам да се сложам со вашите наводи, почитуван народен правобранител. Кога опишувате за образование на децата во основните и средните училишта, тука морам да го поздравам вашиот напор за почитување на реонизацијата. Апсолутно јас сум поборник за тоа и ве поздравувам за тоа што сте го направиле. Меѓутоа, велите дека имале притисоци, констатирате притисоци за време на протестите, и велите дека сте побарале од училиштата да се почитуваат правата на учениците со укажување дека какво било попречување, закани или притисоци врз нив не е дозволено и представува повреда на правата. Сега јас да ве прашам, нели мислите дека е тенка линијата помеѓу злоупотреба политичка на децата во политички цели и правото на протест? Не знам дали следите, во последно време имам и докази, ако сакате ќе ви ги покажам, многу малолетни деца присуствуваат на протести. Тоа е класична злоупотреба на малолетни деца. Очекувам од вас како народен правобранител да реагирате по тоа. Тоа е многу сериозно прашање.